Со речиси 4-децениско искуство во новинарството, Билјана Георгиевска е директен сведок како се менуваат медиумите и начинот на информирање во ерата на брзи технолошки промени. Таа ја гради својата кариера во повеќе печатени медиуми, радија и телевизии, а од 1996 до 2011 година работи како дописник и продуцент на македонскиот сервис на BBC во Скопје и во Лондон. Во новинарството сум 4 децении. Од времето кога почнав како хонорарец во Радио Скопје, до сега медиумите претрпеа навистина големи промени. Од бродшит весниците, онаа големата Нова Македонија, до разни подкасти сега. Но новинарството ја има истата одговорност и кога јавува за непогоди или војни, наука или за здравство. Бев на терен за време на Косовската бегалска криза, конфликтот во Македонија, го следев проширувањето на Европската Унија кон Источна Европа, годишнините од обединувањето на Германија. И се уште ја сакам оваа професија, ја почитувам и сега кога ја гледам од сосема друг агол. Во последните 3 години Билјана се бори за слободно и одговорно новинарство од друга позиција, како извршна директорка на Советот за етика во медиумите. Советот за етика во медиумите на Македонија е еден вид штит за граѓаните од неодговорно новинарство. Од друга страна, СЕМ ја брани слободата на медиумите наспроти притисоци од политиката или од бизнисот. Со нашите активности ја помагаме и медиумската писменост за сите генерации од населението, но сепак најчесто работиме со млади, средношколци или студенти, запознавајќи ги со важноста на медиумската саморегулација, важноста од неширење дезинформации и говор на омраза. Здраво на сите, драго ми е што се гледаме. Јас не сум сигурна колку жалби ќе има летово, ама за денеска имаме 4. Ја прашавме Билјана како го замислува новинарството за 5 или 10 години од сега и кои ќе бидат главните предизвици за зачувување на неговиот кредибилитет. Еден од главните предизвици останува одбраната на независноста на медиумите, создавање отпорност кон политичките и бизнис влијанија, а во дигиталната ера важен предизвик е и етичката употреба на вештачката интелигенција. Се разбира, нема да исчезне новинарството, се повеќе ќе се сели во дигиталниот свет, ќе има и натаму соло играчи, некако засебни медиуми, туку како подкастери, јутјубери, инфлуенсери. Ќе биде тешко да се разликува одговорно од површно новинарство, но со поголема свесност за медиумската писменост, очекувам корисниците да умеат да изберат свој доверлив извор на информација. Работата на Советот за етика во медиумите е поддржана преку 2 проекти финансирани од Европската Унија, градење доверба во медиумите во Југоисточна Европа, поддршка на новинарството како јавно добро и Советите за етика во медиумите во дигиталната ера. Финансиската поддршка од Европската Унија преку регионален проект раководен од УНЕСКО практично го одржува во живот Советот за етика, работата на Комисијата за жалби и комуникацијата со јавноста преку различни други активности. Во иднина, по примерот на повеќе земји во Европската Унија, Советот за етика би требало да биде поддржан и од средства на домашните даночни обврзници. Овој механизам функционира за општо добро. Медиумската етика не постои заради новинарите, таа постои заради граѓаните. Довербата се гради секој ден.